Инсталиран првиот систем капка по капка на оризовите полиња во Кочанско. Станува збор за експеримент кој се спроведува на површина од 3 декари, каде наместо традиционален начин на наводнување се користи нова современа технологија. Имаме поставено 2 сорти, тоа се италијанските сорти Сан Андреа, која сорта е најраширена во оризопроизводството во Република Македонија, и една друга сорта исто така интродуирана од Италија последните години, тоа е сортата Онич. Испитуваме тука на овие експерименти 2 норми на семе, 150 кг на хектар и 200 кг на хектар, значи тоа се помали норми од традиционалната норма која е предвидена со 300 кг на хектар. Првите резултати од експериментот ќе се знаат на есен, а доколку тој се покаже како ефикасен, ќе им донесе благодет на земјоделците од регионот. Имаме ориз кој што нема да биде потопен во вода, односно ќе се дозира вода онолку што му е потребно за нормален развој на самата култура. Главната придобивка треба да биде да произведеме повеќе килограми на ориз од површина единица, односно од хектар. А цената, односно производната цена да биде што помала, така што оризарите може да бидат конкурентни на страните пазари. Системот капка по капка е еден од излезите кон подобра иднина во земјоделието. Токму затоа, почетоците на инсталирање низ Кочанските полиња, земјоделците не би ги чинело ништо. Првите се бесплатни, меѓутоа министерот напомена дека таквите системи се финансираат од ИПА програмата. Министерот даде уверување тука дека директно ќе ги помогнат и другите мерки кои што ќе бидат применети, така да на почетокот ќе бидат бесплатни, меѓутоа понатаму ќе бидат стимулирани со односот онака 80-20. 80 значи е донација, 20% е од страна на земјоделец. Во источниот регион подори се околу 9000 хектари, но оваа сезона се засејани околу 4800. Надежта на Министерството и општината е дека со инсталација на системи капка по капка ќе се работат сите површини. Досегашните искуства со системот покажале зголемени приноси за 2 до 3 пати, како и од 30 до 60% помалку вода за наводнување. Средствата за овој експеримент се обезбедени преку УСАИД, а вакви опити ќе се спроведуваат и за градинарски култури, жито и јаболка.